Со оглед на тоа што 40% од населението во земјава е рурално, заеднички интерес е носењето закони кои што ќе го олеснат функционирањето на земјоделскиот сектор. Тенденцијата на усогласување на македонското законодавство со европското мора да продолжи. Законските решенија треба да се имплементираат, а земјоделските политики задолжително треба да се уредат за да станеме конкурентни на пазарот. Како дел од мерките за решавање на проблемите во земјоделскиот сектор, на средбата беа споменати системското развивање на земјоделските политики, складната политика на субвенционирање, ефективно искористување на средствата од ИПАРД програмата, нови технологии, максимално искористување на обработливите површини и друго. Поради раситнетоста на земјоделските површини, здружувањето на земјоделците е важна цел и во таа насока треба да се работи на обуки на земјоделците. Германскиот пратеник Марвиц информираше дека имаат одлични стручно образовни можности и во земјоделството и во занајчиството, со можност за пракса и теорија, и што е многу важно, грижа за потомокот, односно пренесување на знаењето на младите. Но исто така забележа дека мора да има политички предуслови за да има економски развој. Од друга страна пак пред членовите на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, Марвиц потенцираше дека за да функционира руралната средина мора да има инфраструктура.